Ја читаме книгата Великден и за тебе од доктор Иван Грозданов. Ова е книга која зборува за животот, смртта и потоа. За прашањето, кога ќе умре човек, ќе живее ли пак? За тоа, дали и како би можел умрен човек одново да живее? Воскресение, што е тоа? Што значи Христовото воскресение за нас денес? Твој и мој Великден. Квантна спрега и телепортација, наука и Библија. Ја читаме книгата Великден и за тебе од доктор Иван Грозданов. Трет дел. Зошто е значајно за нас Христовото воскресение? Како и за многу други нешта, така и за темата воскресение на мртвите, ние започнуваме да мудруваме од наопаку. Што ќе биде со нас или со нашите ближни кога ќе умреме? Со таков приод нема да најдеме одговор на тоа прашање. Тој приод наликува на прваче кој прашува за интеграли и диференцијали, а не сака прво да ги научи бројките и математичките операции. Со други зборови, пред да прашуваме за нашето воскресение, нужно е да знаеме за Христовото воскресение, бидејќи тоа што се случило со Христос, ќе се случи и со нас. Например, дали воскреснатиот Христос имал тело или бил само дух? Дали воскреснатото тело на Исус произлегло од неговото тело што го имал пред смртта? Дали тоа негово воскреснато тело сепак имало и суштински разлики од претходното? Дали воскреснатиот Исус знаел се што знаел и пред да умре и воскресне? Бог во Светото Писмо, чиј автор е самиот тој, иако писатели биле повеќемина, ни кажува дека нашето воскресение ќе наликува на Христовото. Иако секој Великден мноштво наши сограѓани кажуваат Христос воскресна и навистина воскресна, од разговори со голем број мои сограѓани во текот на неколку децении, заклучив дека ретко кој верува во тоа што го изговара, а уште поретко некој разбира дека Христовото воскресение има врска со неговата, односно нејзината, вечна судбина. Христос воскресна. Два збора што живот значат за тој што разбира. Христовото воскресение има исклучителна важност и за мене и за тебе, но не поради тоа што знаеме дека тоа е историски факт. И не само затоа што воскреснал Божиот единороден син, Исус Христос. Најмалку пак за да имаат христијаните уште еден празник за јадење и пиење, па макар и да го викаме најголемиот христијански празник. Туку затоа што Христовото воскресение е најава за уште поголем настан. Воскресение ќе има пак. Од првиот Великден наваму, ние веќе не живееме под сенката на Велипеток, кога се чинело дека последниот збор го има умирањето, туку живееме под блескотот на Великден, кога се покажа дека последниот збор ќе го има воскресението, живеењето. Но тоа нема да биде одново оживување во нашите сегашни распадливи огрешени тела, на нашата сегашна проколната планета, во нашиот сегашен грешен свет и продолжување на истиот циклус со ист начин на неодговорно живеење, грешење и умирање. Воскресението на Христовите верници ќе означи нов живот во ново тело, нов почеток во нов свет и нов поредок. Воскресението ќе ги исправи сите неправди, ќе ги оздрави сите рани, ќе стави крај на се што не повредува, растажува и убива. Се ќе биде усовршено и однатре и однадвор, и по форма и по содржина. И овој пат ќе трае вечно. Тоа беа придобивките за воскреснатиот Богочовек Исус Христос, а истите придобивки ќе ги имаат и сите воскреснати Христови верници. Воскресението е помалку настан од минатото, а повеќе настан од иднината. Мојата, твојата, нашата иднина. Тоа што се случило во минатото е Христос воскресна, навистина воскресна. Тоа што ќе се случи во иднината е и јас и ти ќе воскреснеме, навистина ќе воскреснеме.
Како што воскресение се случи еднаш, ќе се случи уште еднаш, но многу помасовно. Всушност без исклучоци, иако едни ќе воскреснат за вечен живот, а други за вечна осуда. Оттаму, Христовото воскресение има за цел да изврши влијание и врз сегашниот наш светоглед и начин на живење. Штом постои вечен живот, со претходна евалуација, оценка, на одживеаниот живот во нашите првични тела, станува јасно дека ништо што правиме праведно и квалитетно во нашите сегашни животи не е залудно. Да, Господ сака блажено да живееме воскреснати во бесконечна иднина, но исто толку сака да живееме воскреснати и со богоугоден живот и сега. А Христос, со неговиот живот, учење, смрт и воскресение, има да не научи на многу нешта на темата живење сега, за да се квалификуваме за блажено воскресение тогаш. Со други зборови, твоето и моето идно воскресение е тема на која треба да ја посветиме внимание во нашата сегашност. Уште сега да ги умреме нашите грешни похоти, страсти, навики, себичните желби на телото, а наместо тоа да градиме светост, морална и духовна чистота, копнежи по небесното. Да воскреснеме сега, да излеземе од нашите гробови кои не држат како мртовци, да го истресеме правот од нашите тела и души, да го сееме сега тоа што сакаме да го ожнееме по воскресението, зашто после ќе биде доцна, премногу доцна за нешто да се смени. Еве еден важен цитат од Светото писмо од перото на светиот апостол Павле. Ако е јасно посведочено дека Христос воскресна од мртвите, како тоа некои од вас велат дека мртвите нема да воскреснат? Ако е невозможно мртвите да воскреснуваат, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш се без основа и нашето проповедање и вашата вера. Зашто би испатнало дека тоа што ние го кажуваме за Бог е лага, бидејќи ние сме сведоци дека Бог го воскресна Христос. А ако е невозможно мртвите да воскреснуваат, тогаш значи Бог не го воскреснал Христос. Ако е невозможно мртвите да бидат воскреснати, произлегува дека ни Христос не бил воскреснат. Ако Христос не бил воскреснат, тогаш вашата вера е безвредна, вие сте и понатаму под осуда на вашите гревови. Тоа би значило дека и луѓето што починаа со вера во Христос се неповратно загинати. Ако ние се надеваме на Христос само за овој живот, тогаш ние сме најмизерни од сите луѓе на светот. Но Христос воскресна од мртвите. Тој стана прв плод од големата жетва на сите што ќе бидат воскреснати од мртвите. Како што смртта дојде на овој свет преку еден човек, Адам, така преку еден човек дојде и воскресението на мртвите, имено преку Христос. Како што сите умираме поради нашата поврзаност со Адам, така сите што се поврзани со Христос повторно ќе оживеат. Едно објаснување, буквално, како што во Адам сите умираат, така во Христос сите ќе оживеат. Но според утврдениот ред, прво воскресна Христос, а потоа, кога тој ќе се врати, ќе воскреснат и Христовите следбеници. Потем ќе дојде крајот. Свето писмо, прво послание на апостол Павле до Коринќаните, глава 15, стихови од 12 до 24. Да резимираме делот цитираното. Ако Христос не воскреснал тогаш, целокупното учење и проповедање во христијанството е празна приказка од која никој би немал некоја трајна полза. Б. Сите проповедници на христијанството, почнувајќи од самиот Христос, преку неговите свети апостоли Петар, Павле и другите, па се до денешните, биле и се лажговци, но ќе мора да приложите уверливи докази за ова. В. Сите што умреле и што ќе умрат се неповратно осудени или на исчезнување или на некакво претопување во некој небулозен космички дух, во кој сите ќе ја загубат својата индивидуалност, и добрите и лошите. Г. На посуштинската страна, ако Христос не воскреснал, тогаш де факто гревовите на луѓето не се простени и нема решение за тој сериозен проблем. Д. Конечно,
Со таква лажна вера, христијаните би биле навистина за жалење повеќе од сите други категории. Под Г, во тој случај нема никаква смисла ни животот на поединецот, ниту постоењето на човештвото. Еден анонимен војник од Втората светска војна напишал вака: ако смртта е крај на се, тогаш злото мора да е добро, грешното мора да е праведно, а убавината грдост. Тогаш Господ е Јуда кој со бакнеж го предал својот син и го фрлил во пеколот, а со него и целиот свет. Така ќе беше ако Христос не воскреснеше, но Христос воскресна од мртвите. Тој стана прв плод од големата жетва на сите што ќе бидат воскреснати од мртвите. Читавме погоре од перото на светиот апостол Павле. Еве зошто е многу значајно Христовото воскресение. Прво, кога Христос воскреснал од мртвите, на најубедлив начин потврдил дека тој бил и е оној за кој што се представувал кога во човечко тело живеел меѓу луѓето. Христос е Господ, Христос е Бог, Син Божи, во силата под духот на светоста, преку воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ. Свето писмо, послание на апостол Павле до Римјаните, глава 1, стих 4. Веќе кажавме дека животот на човекот му е вдахнат од Бога и само Бог има авторско право над животот или смртта на човекот. Особено за оживување на мртов човек, само Господ може да го врати духот во мртвото тело и одново да го оживее. Исус Христос можел да воскресне затоа што тој бил и е Господ и Бог со сите божествени атрибути. А штом Христос е Господ и Бог, треба многу внимателно да го следиме тоа што тој го учел и ни го заповедал, оти тој ќе им суди и ќе им пресуди на сите луѓе. Блазе на тие кои целосно му веруваат на Господ Исус Христос и кои се негови примерни ученици, следбеници, верници, гласници, пратеници, служители. Второ, кога Христос воскреснал, покажал дека тој ја има моќта и знаењето кои тврдел дека ги има. Уште пред да биде убиен, Исус јавно зборувал дека има власт да го даде својот живот и има власт одново да си го врати животот во телото. Целокупното учење на Евангелијата е дека Исус Христос во суштина е Господ, а воскресението го потврди токму тоа. Кој манипулира со овие факти за Христос, како влог ја става сопствената вечност. 3. Со своето воскреснување, Исус Христос по кој знае кој пат докажал дека треба да му се верува на тоа што тој го кажувал, проповедал, ветил, а дел од неговите учења, проповедања и ветувања се и следниве. Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Евангелие според Јован, глава 11, 25 и 26 стих. Исус овде кажува дека тој е изворот и на воскресението и на животот. Нема воскресение без него, а нема ни живот вечен без воскресение. Воскресението и животот се две во едно, а лозинката е Исус Христос. Како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот, тоест на Исус Христос, да има живот во себе, а му даде власти да суди. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат. Кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Свето писмо, Евангелие според Јован, глава 5, од 26 до 29 стих. Бидејќи живеам јас, ќе живеете и вие. Свето писмо, Евангелие според Јован, глава 14, стих 19. Исус овде кажува дека тој е надвор од дофатот на смртта, а истото го ветува и за своите следбеници по нивното воскресение. Некој современик на Исус, а и некој денес, би можел да рече: зборовите што ги кажал Исус се само зборови, колку и да се утешителни и пријатни за слушање.
Да, ќе беше така, ако останеа само зборовите, учењето, ветувањето. Но кога Исус кажал: "Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее." Во тој момент, тие зборови биле упатени до ожалостени луѓе кои само пред 3-4 дена погребале свој член на семејството. И кога Исус навистина го воскреснал починатиот Лазар од мртвите, и тој се вратил во своето семејство и си продолжил со животот, тоа веќе не биле само зборови, туку потврда за искажаното. Нели? Исус исто така јавно зборувал дека има власт да го даде својот живот и одново да си го врати, што целосно се потврдило со неговата смрт и воскресение. Тој дури однапред закажал средба со своите ученици откако ќе воскресне и им кажал каде да се сретнат. Во Светото писмо, во Новиот Завет, види Евангелие според Матеј, глава 26, стих 32 и глава 28, стихови 7 и 10. Така и се случило. Значи имајте предвид дека тоа што Исус Христос го кажува, Господ го кажува. И со сигурност ќе биде така. Бев мртов, но сега сум вечно жив и ги имам клучевите од смртта и од адот. Свето писмо, книга Откровение, 1 глава, 18 стих. Ако свативте со кој си имате работа кога говориме за Исус Христос, прочитајте го уште еднаш тоа што од него го цитиравме малку погоре. А клучното е ова: Бог го воскреснал Исус од мртвите. Ако го воскреснал, Исус е и денес жив. Кај него се клучевите од смртта и од адот. Тој е воскресението и животот. Тој е патот и вистината. Исус ветил дека ќе не воскресне и нас, и ние ќе бидеме живи, како што и тој е жив. Парадоксално е што за воскресението зборуваме еднаш годишно, на Великден, а тоа е одговорот на нашето најгорливо прашање – живот по смртта. Дури и по црквите многу повеќе се прикажува и проповеда распетието, отколку воскресението. Во библиската новозаветна книга Дела на апостолите, каде што се опишува проповедањето на Евангелието во првиот век, доминира темата за воскресението, а маргинална е темата за распетието. Погледот е многу повеќе насочен кон иднината, отколку кон минатото, како што и треба да биде. Со третиот дел од книгата завршуваме овде. Последниот, четвртиот и последен дел ќе читаме за твојот и мојот Великден.